Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе видиме како всушност експериментално се одредува КА и ќе видиме некои формули, некои графици и така натаму. Значи ова дека што го гледате е првата техника која се користела, која е денеска релативно застарена, но сепак работи, која се нарекува рамнотежна диализа. И денеска главно викаат дека не се користи поради радиоактивноста, но не знаеме за тоа. Значи ова е рамнотежна диализа. И како се изведува овој процес? Значи првин треба да имаш одредени лиганди, односно антигени, така одредени лиганди, односно антигени, кои ќе бележат дека на лево со црвено топче, на кои на нив прикачуваш одредена радиоактивна проба која ќе бележам со зелена боја. Така, значи некој си нестабилен елемент ќе прикачиш кој всушност ќе се деградира на постабилни елементи и всушност ослободува радијација. Така кој ќе бележам, вака нека биде со жолта боја, ослободува радијација, која може да квантифицираш со помош на други методи. Сега ние нема да ги бележиме единиците во кои се мери радијација и така натаму, еднакво основно само ќе симплифицираме и ќе речеме дека на почеток на експериментов земале еден сад, така кој што го одвоиле се полупропуслива мембрана и во десната колона, во Б колоната или во Б половината, ставиле одредени лиганди кои биле редактивно обележани и измериле радијацијата. Каде што ја ќе бележам колку што има црвени топчиња, толку дека е радијацијата. И во почетната состојба на десно било 14, бидејќи имаме 14 црвени топчиња, или пак може да речеме дека тоа е 100%. Така од вкупната, бидејќи знаеме колку сме ставиле, значи тоа е почетокот, 100%. Сега се оставило да помине некое си време, така што овие лиганди се доволно мали молекули кои може да поминуваат, да постават некој еквилибриум. И се направил еквилибриум, во овој случај имаме 7 на левата страна, 7 на десната, односно 50% со 50% од почетното. И тоа бележано овдека десно на график, со црно е бележано што се случува во Б колоната, со А е бележано тоа што се случува во А. Значи Б започнуваме од 100%, така видовме, зашто првин започнавме од Б, и како што тече време, ова овдека е Т, како што тече време, така опаѓа радиоактивноста во Б. Така и стига до некоја си број која е всушност 50. Бидејќи гледаме стига до 50, додека во А се зголемува, бидејќи тие од Б нели идат во А, така видовме дека тие од Б идат кон А, така што во Б се намалува, во А се зголемува и се сретнуваат двете вредности кај 50 точно. И понатаму си останува во тој еквилибриум. Океј? Значи тоа е при нормални услови. Сега да видиме што се случува ако во комората А додадеме антитела. И ние знаеме колку антитела имаме, антибодис. Знаеме колку сме ставиле. Да речеме дека сме ставиле, во овој случај, ставиле 3 антитела. Така, значи ние ќе ставиме многу повеќе, но поентата е знаеме колку антитела сме ставиле во левата, во А комората. Сега, антителата се толку големи што они не може да постават еквилибриум, така они не може да идат наваму. Така, значи не е овозможено им е, доека лигандот може да се движи слободно, односно антигенот може да се движи слободно. Сега, ако го оставиме овој систем да впостави рамнотежа, интересно е што се случува. Едноставно си се поставува рамнотежа помеѓу само слободните лиганди. Така, гледаме дека овдека имаме 4 слободни, така, но и во левата имаме 4 слободни. Ќе бележам сега ова и ова. Така, значи повторно си е 4 со 4. И тој еквилибриум се впоставува помеѓу слободните. Но тие што се врзале не може да впостават еквилибриум. Така што еквилибриумот се поставува само помеѓу слободните. Така што овдека всушност ќе имаме колку ќе му бидат 10, така 10 единица за радиоактивност. Сега поентата е ние не знаеме колку радиоактивни проба сме ставиле, но не е толку ни битно, бидејќи знаеме овдека ако имаме X радијација, не е битно колку е, овдека имаме Y радијација, знаеме дека Y минус X ќе биде еднакво на Z, така ќе биде еднакво на Z, каде што Z е еднакво на бројот на лиганди кои всушност се врзале за антителата. Сега, ако речеме дека два лиганда се врзуваат всушност за едно антитело, тоа треба да го земеме предвид, но поентата е бидејќи знаеме колку антитела сме ставиле, всушност добиваме дека овие 3 антитела кои сме ги ставиле, бидејќи знаеме дека сме ставиле 3, не можам да поречам таква линија, овие 3 антитела кои сме ги ставиле, бидејќи знаеме колку сме ставиле, врзале Z
количество на лиганд и во овој случај врзале 100%, односно имаме 100% заситување. Односно ова да го направиме со попростија бројки. Значи имавме 10 на лево, 4 на десно. Тоа значи 10 минус 4 еднакво на 6. И знаеме дека тие 6 врзале колку? Врзале 3 антитела кои сме ставиле. Тоа значи дека секое антитело врзало по 2, така секое антитело врзало по 2 лиганда, односно ако сите се врзале, тоа значи дека сме имале 100% поврзување, односно имаме многу големо КА, бидејќи афинитетот е ненормално голем. Че имаме 100% заситување при толку мала концентрација, но ова е добро пример со мали бројки. И сега ова ако го представиме график, ќе видиме дека за Б салод нормално се намалува радиоактивноста, додека таа во А се зголемува многу повеќе него таа што е во Б, бидејќи дел се врзани за антителата кои не дифундираат и не поставуваат еквилибриум. И разликата помеѓу двете е всушност антигени, односно лиганди, кои се врзани за антителата. Бидејќи знаеме колку антитела имаме, знаеме всушност колку е заситеноста. Добро, значи го разгледавме експериментот, но сега да видиме како можеме всушност да искористиме формулите кои ги разгледавме во претходното видео за овој експеримент со цел да добиеме некои си по добри заклучоци и информации кои би можеле да ги користиме. Значи видовме во минатото видео дека константата на афинитет е еднаква на концентрацијата на антитело, антиген комплексите врз концентрацијата слободни антитела по концентрацијата слободни антигени. Сега ова може да го преуредиме на неколку начини. Значи во претходното видео антигените ги однесовме на таа страна, но истото можеме да направиме со антителата, или пак исто може да се преуреди на следниот начин, каде што ќе имаме КА по концентрацијата слободни антибодис, по концентрацијата слободни антигени е еднакво на концентрацијата на комплекси. И ова исто е многу битна формула, нема ние сега таа да користиме. Значи ние, ево да го одвојам на страна, ние ќе го префрлиме ова во овој случај антибодис ќе го префрлиме на таа страна. И ќе добиеме КА по концентрацијата слободни антитела е еднакво на концентрацијата на антибодис антиген комплекси врз концентрацијата на антигени. Сега, од кога ова го имаме, можеме да направиме еден заклучок, односно да го разглобиме концентрацијата на слободни антитела, каде што концентрацијата на слободни антитела што е? Всушност, таа е еднаква на концентрацијата на антитела кои сме ги ставиле вкупните, така, значи тотал, минус тие кои направиле комплекси. Така, минус бројот на комплекси. Што е логично, така сме ставиле вкупни, дел се врзале во комплекси и разликата нивна е всушност колку имаме слободни. Така, сега, ако АБ е еднакво на ова овдека, всушност ние можеме да замениме така што ќе добиеме КА по, значи вака, КА, ќе отворам заграда, ќе обрежам со жолта боја тој дел, за да знаеме од кај всушност дошол, иако е очигледно. Антибодис тотал минус антибоди антиген, затворам заграда и сега ќе си продолжам, еднакво антибоди антиген комплекси врз антиген. Сега, ќе направам нешто што не се замарајте зошто е тоа така, но поентата е едноставно ово, од кој имаме оваа формула, употребуваме, односно мериме, добиваме различни вредности за КА при мерење на различни концентрации на антитела. Односно делиме со антибодис прим, ќе запишам. Сега, сушност овдека ова ќе поделиме со антибодис прим и ова ќе поделиме со антибодис прим. И тоа што се добива е всушност, се само ќе усреја после ќе свртам страните. Ќе биде КА, одека сега ќе отворам заграда, ќе биде антибоди тотал делено на антибоди прим минус антибоди антиген комплекси врз антибоди прим е еднакво на, пак со зелена, е еднакво на антибоди антиген
веќе го делам, едноставно тука можам само да го ставам. Антиген times antibody прим. Ова така, всушност и ова треба да биде. Има загради. Избора за концентрација. Сега, овој делов дека е всушност односот помеѓу врзаниот лиганд, така образуваните комплекси, и вкупна концентрација на антитела, и тој ќе обележиме со R. Ова тука си е всушност концентрацијата на слободни, значи C ќе бележиме на слободни лиганди, односно антигени. Ова вдека исто ќе биде R, така, значи antibodies. Ова исто ќе биде R. А ова вдека, бежно се вели тоа боја, на тотални антитела спрема ќе не биде N. Сега зашто е N и што е N? Сега ќе објаснам и се ова ќе има многу повеќе смисла. Кога бележиме ние вака антитела со антигени, мислиме за антигените, добро, тие се молекули, но кога збориме за антителата, мислиме на антиген врзувачки места. Значи, секој од овие AB total, така, ако сме имале 30 antibodies, ние всушност имаме 60 антиген врзувачки места, така бидејќи секој антитело има по 2 антиген врзувачки места. И ние тоа го бележиме. Значи, кога бележиме AB total, ние мислиме на врзувачките места. Колку тотални врзувачки места имаме. Така не мислиме само на антителата. Затоа, кога имаме тотални врзувачки места врз концентрацијата на антителата кои сме ги ставиле, добиваме N, каде што N е број на врзувачки места. Така, значи N е број на врз места. Например, имаме 60 антиген врзувачки места, имаме 30 антитела, тоа значи дека имаме 2 антиген врзувачки места на секое антитело. Значи од таму тоа произлегува и затоа всушност можеме воопшто да го правиме ова, да делиме со антителата кои сме ги ставили, бидејќи ова вдека всушност не се антитела, него ова се антиген врзувачки места. И добро, го добивме ова, каде што сега можеме да го подсредиме, каде што Ka ќе биде еднакво на N минус R е еднакво на R врз C. Сега, ако го направиме само да го ставиме, значи ќе оставиме R врз C од левата страна, значи исто е и се Ka врз N минус R, каде што ова можеме уште повеќе да го досредиме. Ставиме R врз C е еднакво на Ka N минус Ka R. И оваа равенка, сега што ја добивме, оваа равенка се нарекува Скачхардова равенка. Односно Скачардова равенка. Сега, оваа равенка може да се преуреди на уште еден начин, каде што, ако земеме по договор дека имаме антитела кои се со исто Ka, така, односно имаме моноклонски антитела, бидејќи сите имаат исто Ka зададениот антиген, односно зададениот лиганд, во тој случај може да го преуредиме на следниот начин, каде што RC, односно ова општо си важи, ќе оставиме ова од левата страна, така, значи ќе дое Ka R минус Ka R плюс Ka N. Така, значи ова е минус тука, да не го забравиме. Каде што ова, ако сакаме да го представиме на график сега, можеме да речеме дека овој тука дел е еднаков на Y, ова е еднакво, значи ова дека ќе биде A, R, делот R, ова всушност ќе биде X, така, значи ова ќе биде X, плюс овој дел дека биде B. Сега, ова можеме да го представиме на график, така што ќе бележиме Y оската, со бела боја усвари. Така, значи ова е Y, така, односно Y, ова е R врз C.
Само ќе множиме по 10 на 8 за да добиеме некои бројки кои ќе имаат смисла, но не е сега тоа толку битно. Значи R врз C, дека на X-оската ќе ставиме R. Сега до кои вредности R може да се движи? Максималното за R е всушност 2. Така, значи максимумот за R е 2. Сега зошто максимумот за R е 2? Сега ќе видиме многу едноставно. R видовме што беше R. Да идеме погоре. R беше односот на врзани лиганди, така образувани комплекси, односно врзани лиганди. Ева, подобро тоа ќе обележиме, бидејќи повторно мора да запамтите дека ова антибоди значи антиген врзувачки место. Така што врзани лиганди или пак врзани антигени, може така да го речеме, бидејќи повторно напомнам, антибоди не е едно антитело, него е антиген врзувачко место. Значи врзани антигени, односно лиганди врз вкупни тела, антибодис. Тоа значи дека ако имаме, например, дека ќе напишам на лево, ако имаме например 30 антитела, колку е максималниот број на врзани лиганди? Максималниот број на врзани лиганди е 60. Така, тоа е логично, бидејќи секој антитело има по значи секој антитело има по две антиген врзувачки места, така што може да се врзат на секој антитело по два лиганда, односно по два антигена. И затоа имаме максимум 60 антиген врзувачки места, антиген комплекси на горниот дел, ако имаме 30 антитела. Така што ова е еднакво на 2. Така, ова е еднакво на 2. И не може да биде повеќе. Така, за да биде повеќе, овдека треба да имаш, не знам, 90 да ставам за ова да биде 3. Ама не може да е 90, бидејќи секој антитело има само по две врзувачки места, така што максимум може да биде 2. Може да биде помалку, нормално. А овдека ако ставев 30, во тој случај ќе беше еднакво на 1. Така, тоа значи дека секој антитело се врзало само со еден антиген врзувачки регион. Но максимум може да биде 2. Значи 2 е ако имаме максимум за ситување. Значи тоа е ако сите антитела се врзале со сите антиген врзувачки места ќе биде 2. И затоа викаме дека максималната вредност на R-оската може да биде 2 и дека е 2 всушност кога имаме така, значи 2 е кога имаме 100% заситеност. Така, значи сите антиген врзувачки места на сите антитела се зафатени. И тогаш ќе имаме 2. Сега за R и C можеме да ги имаме вредностите. Вежеме тука 1, можеме да имаме 2, можеме да имаме 3 и така натаму. Но, поинтата е кога R врз C ќе биде 0. Кога се случува тоа? Значи тоа може да само да се случи R и C да биде 0 во тој момент кога C ќе биде многу големо. Зошто? Бидејќи кога имаш некој си равенство x врз y, ако y е многу голем број, во тој случај ова се стреми кон 0. Така, или можеме да запишеме на следниот начин. Лимитот на R врз C, каде што C се стреми кон плюс бесконечност, е еднаков на 0. Така, зашто што е поголем од C, помал ќе биде количникот. Така, значи, кој било број, да речеме, со прост пример, 10 врз 2 е еднакво на 5. 10 врз 3 е еднакво на 3,3, така, 3,3 во периода. 10 врз 4 е еднакво на 2,5. 10 врз 5 е еднакво на 2. И гледате цело време се намалува. Значи, што е поголем овој долниот број, тоа е помал количникот. Така што, ако тој долниот број се стреми кон бесконечност, односно кон некој си многу голем број, ќе се стреми лимитот, односно лимитот ќе биде 0. Тоа значи, овдека десно, дека ова е всушност обратно од тоа колку имаме слободен лиганд, бидејќи C ни беше слободен лиганд, односно слободни антитела, така. Значи ова беше C. Ова беше C. Значи што имаме повеќе слободни, тоа е понадоле на y-оската. И кога ќе земеме се тоа во предвид и кога ќе нацртаме график, што се добива? Сега ќе забележиме, се добива нешто што личи овака. Така, ова ќе бележиме дека е за број 1. Ова е, например, за број 2. Нема врска, тоа е проба 1, проба 2 за различни. Сега да видиме овдека што се случува. Така, едноставно, ако ова си го замислиме како еден сад, така кај што имаме одредени антитела,
ќе бележиме одека имаме антитела. И ни кажува дека што е пониска вредноста на ARC, така, значи што е пониска вредноста на RC, имаме повисока вредност на заситеност. Така, например, при многу високо RC, тука, вредноста на заситеност е многу мала, да речеме 10%. Така, но ако RC е близу 0, така, во тој случај заситеноста е близу 100, 90% да речеме. Односно, тоа е многу логично и тоа ни го објаснува и претходното видео. Така, односно, ако имаме многу слободен лиганд, веќе нели спомнав, што е пониска вредноста на R врз C, тоа имаме повеќе слободен лиганд, бидејќи C беше бројката на слободен лиганд. Така, ако имаме многу слободен лиганд, ни кажува дека имаме повеќе заситеност, што е логично. Што е поголем слободен лиганд, тоа повеќе ќе се врзат за антителата. И максимумот е секое да биде врзано така со по 2 антигени, односно со 2 лиганда, и ќе стигнеме до вредноста 2. Што е теоретски невозможно, но исто е невозможно да стигнеш до 0 R врз C. Така, значи немаш ти бесконечно лиганд. Ова вика дека ако имаш бесконечно лиганд, ќе имаш 100% заситеност. Не можеш да имаш бесконечно лиганд, затоа немаш 100% заситеност. Но ова е теориски ако биде до лимитот. И со ова се надам дека сваќате што всушност ни кажува овој график. И како со овој график можеме да видиме дадено антитело колкав коефициент на афинитет има. Например, кој од овие има поголем Ka? Кој има поголем Ka? Кецот или двојката? Па поголем Ka има двојката. Зошто? Бидејќи, запамтете, што е повисоко R врз C, тоа имаме помалку слободен лиганд. Значи при малку слободен лиганд, значи 3, нешто, имаме висока заситеност. Имаме, лупам сега, 70% заситеност на антиген врзувачките места при оваа вредност за RC. А спомнавме дека оваа е обратна всушност од концентрацијата на слободен лиганд. Така што со малку слободен лиганд имаме висока заситеност. Тоа значи дека имаме повисока афинитет. Тоа значи дека Ka е повисоко. Додека, ако видиме за ова другото, ако идеме со истото тоа малку лиганд, во тој случај, кога ќе поречеме овдека линија, иска че ќе имаме 10% заситеност. Значи ниска заситеност со истото количество лиганд. Тоа значи дека второто антитело има повисок афинитет, има повисоко Ka од значи Ka е повисоко од тоа на број 1. Бидејќи со малку лиганд постигнуваме висока заситеност, односно затоа има висок афинитет. Малку лиганд, висока заситеност. Додека првото антитело требаше да има многу лиганд, значи за да постигнеме 70%, кај првото антитело ние би требале да ставиме, значи овдека, толку, што е некаде, да речеме, многу лиганд. Така, значи треба да ставиме многу лиганд за да постигнеме 70%, додека второ антитело го прави тоа со малку лиганд. Сега, ваков график се добива ако серумиве антитела кои користевме, првиот серум или вториот серум, се всушност моноклонски. Ако сме тестирале само едно антитело и одредувавме дека првото антитело има понизок Ka од второто антитело. Така. Но, ако тестираме серум, во тој случај, таму имаме различни антитела кои се специфични за тој антиген, односно за тој лиганд. Така што, нема се добијат вакви криви. Сега ќе нацртам повторно график. Значи повторно дојаме истиот график, како претходно, каде што ова е R врз C, Y е тоа, ова е само R, каде што максимумот е 2, така, овдека имаме 0, тука ќе бележиме 1, 2, 3. Значи овдека кога го бележат, они ставаат по 10 на 8, бидејќи само R по C е мала бројка, така што се множи по 10 до 8 за да добиеме некои цели броеви, но повторно напоменам тоа не го пишувам. И сега ако нанесеме поликлонски серум КЕЦ, ќе добиеме една ваква крива. И ако нанесеме поликлонски серум 2, ќе добиеме една ваква крива. Така, значи ова е, ќе обележам тројка, ова ќе обележам четворка.
И добиваме ваква променлива константа на афинитет. Зошто? Бидејќи имаме различни антитела во тој серум и сите тие различни антитела имаат различен афинитет. И затоа е ваква променлива кривата, значи не е права линија каде што секогаш исто. Значи има променлива. Сега, бидејќи има променлива, ти треба да речеш кога КА има тој серум, едноставно зимаме некоја си средна вредност каде што се заситени пола од антиген врзувачките места, односно тука каде што имаме КЕЦ. Така, и повлекуваме една линија, тоа е овде, за овој, или пак со виолетова боја ќе идеме, тоа било овде некаде, за овој. Така, тоа значи дека број 3 ќе му треба многу лиганд со цел со цел да постигне 50% заситување, додека серумов број 4 ќе му треба малку или помалку лиганд со цел исто да постигне 50% заситување на антиген врзувачките места. Односно серумот број 4 има повисоко КА. Нормално ова е некоја си средна вредност, бидејќи имаме овдека различни антитела. Така имаш некои антитела кои имаат повисоко КА, имаш некои антитела кои имаат пониско КА. Значи не е една права линија да тоа антитело цело време има ист. Значи има некои кои се со повисока, некои кои се со пониска. И затоа вадиме средно КА зададениот се. Сега ќе видиме една друга техника која се користи за одредување на КА и нема да решаваме никакви задачи, нема ништо да правиме тоа. Едноставно оваа техника е многу пософистицирана и многу подобра и се користи уште од 90-тите години. А таа техника е Surface Plasmon Resonance, SPR, односно на македонски е површинска плазмонска резонанца. Сега, како работи оваа техника? Зашто е многу подобра и многу почувствителна и денеска се користи, но сепак битно е да се спомни претходната. Бидејќи многу е добро некогаш да се учат старите техники, бидејќи новите се базираат на старите. Едноставно со старите многу подобро се разбира што всушност се случува. Сега, имам овдека една призма, значи која е еден прозирен материјал кој прекршува светлина. На него од долната страна е прикачен еден слој од злато. Ево ќе обележиме. Прикачен еден слој од злато, а на него е прикачен гел. Значи еден гел, беше со бела боја, значи тенок слој од еден гел. Така, на кој всушност се прикачени имобилизирани антитела. Така, значи имаме антитела кои се прикачени. Значи така, да, овие се антибодис. И овдека тој садот нормално има дно и ова тука не ги бележам краевите како затворени, бидејќи всушност може да протекува тука течност. Сега, овдека имаме еден ласер. Така, односно така, кој пушта еден зрак кој што удира и се одбива под одреден нагол. Така и тука тој удира во даден детектор. Сега, аголот под кој зракот се одбива зависи од многу работи, значи зависи од самата призма. Така, зависи од брановата должина на самата светлина, затоа се бира монохроматска најчесто. Односно поларизирана, така, значи да не биде во сите насоки. Важна е насоката, односно брановата должина, важна е дебелината на златото, важна е чистотата на златото и така. Значи многу карактеристики кои се битни под кој агол удира или рефлектираната светлина, односно рефлектираната. Има и рефрактирана, нема не дека рефлектираната ја гледаме. Сега, техника во што се користи се базира на тоа да кога ќе се врзат овдека одредени антигени за дадените антитела кои се имобилизирани на гелот на златото, всушност ќе зголеми масата така што овој дел ќе иде малце надоле. Така, значи бидејќи малце потежок ќе се спушти малце надоле. Така, ќе се промени малце масата. И поради тоа ќе се промени да речеме аголот ќе се мрдне малце погоре. Така, значи ќе имаме некоја си промена на аголот. Сега ја претерувам дека промената за да биде поочигледна,
но имаме некаква си промена на аголот. И врз база на какава е таа промена, може да се одреди колку антигени се врзале за антителата. Сега, како тоа? Едноставно, секоја промена на аголот за вредност од 0,0001 степен е еднаква на 1 во графикот што ќе отцртам. Така, значи може да детектира толку мала промена. Значи ова се супер сензитивни методи. Сега, првично, ево дека вака тука ќе отцртам графикот за да не се тргнеме од цртежов. Ако имаме еден график каде што овдека всушност ќе ја бележиме резонанцата, промената во аголот, така, значи вака. Така, резонанца не се битни, но тука ќе има 1, 2 и така натаму. Така каде што 0,001 е еднакво на 1 и така се бележат. Сега, овдека на x ќе биде t, времето. Сега првин светнуваме со ласерот кога нема никакви антитела. Значи ги избришам овие овдека. Нема никакви антигени. Значи има антитела, има се, само нема антигени. Првин се светнува така и се бележи колку е при стандардни услови кога нема ништо. И стигнува некоја си вредност тука. Значи тоа е првата фаза, да речеме. Ќе бележиме вака со некоја си виолетова боја. Значи до овдека вака е првата фаза, каде што се бележи на празно. Односно се мери аголот. Сега, се пушта овдека да тече пуфер, така, значи раствор, да поминува раствор, кои во тој раствор, нели, се содржат од дадените антигени. И тие, како што поминуваат, ќе почнат да се закачуваат, например, тука се закачило, тука се закачило, тука се закачило. Така, ќе почнат да се закачуваат за антителата. И нормално, како што тече времето, се повеќе и повеќе ќе се менува аголот. Така, значи се повеќе и повеќе ќе се менува аголот. И тоа ќе бележиме како втор дел, каде што имаме веќе промена на аголот, но после некое време веќе нема да имаме промена на аголот. Значи ќе се постигне едно плато, каде што сме ги засителе колку што ќе се заситат. Например, тука и тука. Така, и во секој момент, например, имаме толку врзани и например овие што ги бежаме дека со црвено не се врзани. И толку бидејќи толку е афинитетот на антителото за дадениот антиген. Например, да, овие сега што се врзани ќе се откачат, па ќе се врзат нови и така натаму, но во секој даден момент ќе имаме 4 празни места и ќе имаме 1, 2, 3, 4, 5. 5 врзани места. Така, значи ќе имаме 4 празни, 5 врзани во секој даден момент. Значи веќе се постигнало едно плато. Така, кога ќе се постигне платото, се иде на измивање. Значи сега се пушта повторно пуфер, ама тој пуфер не содржи антитела. Така, значи сега ги чкртам антитела, бидејќи се пушта пуфер за измивање. И со тој пуфер на измивање сите овие кои биле прикачени ќе се откачат. Така, ја така обележам, ќе се откачат и ќе си заминат. И повторно ќе се вратиме до почетната состојба. Така, но нормално нема одма да се вратиме, така што за одредена единица време и ќе имаме одредена стапка на пад. Нормално тоа ќе се стреми да стигне до овдека некаде, но да не го бележиме тоа. Значи ќе има одредена стапка на пад. Сега, во овој случај ова е сушност K1. Сега, не знам дали памтите пред дали беше минатото видео, каде што KA, рековме дека исто еднакво на K1 врз K-1. Каде што K1 беше стапката на асоцирање, K-1 беше стапката на дисоциација. Односно, ова е K1, ова е K-1. Стапката на дисоциација за дадена единица време. И спрема стапката на асоцирање, односно стапката на формирање комплекс и стапката на дисоциација, ние можеме да го пресметаме K. Каде што биде K1 врз K-1. Значи овдека се имаме слики кои се како изгледа всушност експериментот, како изгледа направата. Значи едноставно е тоа што го нацртав и се нарекува површинска плазмонска резонанца, бидејќи кога удира ласерот, удира светлината, всушност се прави вибрација на металниот слој на златото, така што прави еден бран кој пропагира. Така, и тој е плазмонски бран и затоа е ова таква плазмонска површинска плазмонска резонанца, бидејќи на површината на металот пропагира бранот. И овдека имаме една друга слика. Така, значи, ево да го поместам малце. Имаме една друга слика, имаме зрак кој удира
flow chamber. Тоа е исто што го нацртав. Сега, графикот кој го нацртав, го имав дека нацртано. Значи во првата стаза не додаваме антитела, значи само да пуштиме како пуфер, така за да видиме, за да го стандардизираме. Потоа додаваме антитела и почнуваат да се формираат комплекси. Така, потоа стига до некоја си плато, каде што веќе е скоро заситено колку што може да биде. Така, значи веќе не може да се формираат повеќе комплекси него што се формирале, зашто поминало доста време. И потоа го измиваме со пуфер кој што не содржи антитела. И имаме стапка на дисоцијација, каде што е стапката на дисоцијација K-1, ова дека вака е K1 и ќе добиеме дека Ka е еднакво на K1 врз K-1 и ќе добиеме колку е Ka за даденото антитело за дадениот антиген. Иначе овдека само да не се збуните, значи ова може да се направи на два начина, или да се зашто така го направили. Или да се имобилизирани антителата, а да течат антигените, или пак да се имобилизирани антигените, а да течат антителата. Така, значи може на двата начина да се направи. И овој графиков дека што е направен за тоа да се имобилизирани антигените, али да течат антителата. Може значи на двата начина. Ја горе го направив да се со имобилизирани антитела, додека истото може да се направи со имобилизирани антигени. Така, значи може и така и така. Сега, ова исто може да ни овозможи да видиме дали одредени антитела врзуваат различни епитопи. Сега, како со ова може да видиме дека различни антитела врзуваат различни епитопи. Да речеме дека повторно го повториме ова. Вака тука кидам. Каде што на слојот од ваквото од златото имобилизираме антиген. Така, имобилизираме антиген. Значи овие се антигените. И нормално тие имаат различни епитопи, така некој си има тука епитоп, некој има тука епитоп. Мислам, го имаат истиот епитоп, така на некој истиот антиген, ама различно се поставени, ти не можеш да ги поставиш тите да стојат исто. Така нормално некаде одека ќе биде портокаловото, а тука ќе биде виолетовиот епитоп. Значи истиот антиген, ама различно е поставен, така што различни епитопи се изложени надвор на површина. И сега да речеме дека го пуштиме портокалово антитело. Antibodies. Така ги пуштиме да течат. И портокаловите антитела да речеме дека ќе се врзат само за портокаловите епитопи. Така се врзат за портокаловите епитопи и го оставиме така да се дури не постигне заситување. И во тој случај графикот ќе изгледа вака, така на почеток ќе немаме антитела и ќе пуштиме антителата, ќе се качи од некој си место и ќе постигне заситување, односно ќе стигне до плато. Сега тоа е, нели, ако тука кога ќе додадеме портокаловото антитело. Сега, ако би додале виолетово антитело накнадно, значи ова го имаме, не го измиваме, него додаваме уште други нови антитела, додаваме виолетови антитела сега. Плюс, сега тие ќе се врзат на виолетовите епитопи. Така, ќе се врзат на виолетовите епитопи. И што ќе се случи со графикот? Едноставно графикот ќе иде вака. Вака. Така, каде што ова е местото каде што сме додале портокалови антитела, ова е местото каде што сме додале виолетови антитела. И бидејќи се зголемува стапката на формирање на комплекси, тоа значи дека овие две антитела врзале различен епитоп. Врзале различен епитоп, бидејќи имаме многу повеќе комплекси кои се формираат, кои претходно не биле формирани само со портокаловото. Но ако графикот личеше вака, сега веќе немам место, добро, ајде вака ќе направиме, го направиме вака графикот. И ако графикот беше ваков, така што овдека беше, нели, додавањето на портокалови, тука беше додавањето на виолетови и немавме промена на формирање комплекси, тоа значи дека овие две врзуваат ист епитоп. Бидејќи овдека поминало некое си време сите епитопи од портокаловото антитело биле веќе зафатени
биле формирани максимално комплекси што може да се формираат, така да додавањето на виолетовото антитело не сменило ништо во бројот на комплекси, бидејќи сите веќе биле заситени од портокаловото и заради тоа знаеме дека врзуваат исти епитоп. Значи овде повторуваме слика, каков значи би бил графикот, ако врзуваат различни епитопи, едното ќе се врзе еден епитоп, другото ќе се врзе друг епитоп, али истиот антиген, иако овдека ова се различни епитопи на едниот антиген, значи ова овдека целото е антиген. И ќе имаме две зголемувања така, додека ако имавме само еден и ако се врзува за истиот антиген, за истиот епитоп на антигенот, во тој случај немаше да има никаква промена. Така, бидејќи веќе би било врзано. И оваа постапка се нарекува епитопско мапирање. И тоа беше главно се за ова видео. Се надам дека научивте што ново, значи поминавме многу работи, кои што се доста битни. Значи разгледавме првин како беше со рамнотежна диализа, како работеше рамнотежна диализа, таа е постар метод, но е ефективен. Правивме некои пресметки, согледавме некои работи, нацртавме некои графици, за да увидиме некои зависности и после објаснимо за површинска плазмонска резонанца, која денеска се користи, си имаш машина која си пресметува се, ти кажува колку е стапката на асоцирање, дисоцирање и одма ти пресметува КА. И тоа е тоа. Ќе се видиме во наредното видео, каде што ќе збориме за авидитет и некои си други работи. Довидување.